Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Една неделна вечер, Тифам седеше надвор и гледаше како сонцето заоѓа зад планините на Хаити. Беше многу среќна затоа што неодамна стана Божјо дете. Таткој, врачот Орестил, ја зеде Библијата и ја искина. Но тој никогаш не можеше да ја го одземе Господ Исус, бидејќи го имаше во своето срце. Тифам не му беше лута на таткој, кој седеше од спротива во дворот и се грееше покрај огнот. Во секој случај го сакаше. Дали тој ја слушнал најновата вест? Тато, Виктор доаѓа секоја недела во нашето село да проповеда. Подобро ќе му биде да не го прави тоа. Орестил мрмореше во себе и не сакаше да каже дека тоа утро тајно слушал за црквата. Цело време размислуваше за зборовите на Виктор. Исус го измени мојот живот. Живее во страв од духовите им служев. Но кога слушнав за Божјата љубов, поверував. Сега сум радосен и знам дека Исус е секогаш со мене. Никогаш нема да бидам сам. Орестил отиде во малата кукичка што ја изгради за духовите. Вие духови, покажете ми ја вашата моќ. Нека падне оган на оваа црква и нека ја изгори. Да ви помогнам ли да го направите тоа? Среде ноќ, Орестил носеше парче запалено дрво до црквата. Се смееше и го држаше огнот до сламениот покрив. Одеднаш, една рака му ја повлече раката. Врачот падна на земја. Виктор, од каде се појави ти? Исус ме испрати да разговарам со тебе. Тој те сака. Може ли се уште да ме сака? Им служев на духовите. Лажев. Сакав да те убијам и ќе ја запалев црквата. Дури ја искинав и Библијата на Тифам. Може ли се уште да ме сака? За секој твој грев, тој умре на крстот. Ќе ти прости. Многу ми е жал за тоа што го направив. Сакам мир и сакам да станам Божјо дете сега. Врачот беше сериозен. Ги изгоре сите своји магични нешта и почна нов живот. Секој кој го гледаше неговото блескаво лице се радуваше, но најмногу се радуваше Тифам. Исус е победникот на Хаити и тој е со нас. Го прифаќа секого кој доаѓа кај него и сака да стане Божјо дете. За сите што го примија, на сите што веруваат во неговото име, им даде моќ да станат чеда Божји. Ова го пишува во Библијата. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!